Поштувани медиуми, одамна здравството го днесува во колап Венко Филипчи и Зоран Заев. Денеска, како граѓани на Република Македонија, сведоци сме на најсрамниот чин на Министерството за здравство и владата, најсрамниот и нехуман и нечовечки чин, а тоа е отказот кој што му го дадоа на перфиден, шверцерски и срамен начин на специјалистот невролог доктор Мирослав Гроздановски. Повторно ќе потенцирам, целиот срам на Министерството излезе на површина како фекалија само преку отказот на овој доктор и господин кој има над 30 години стаж како специјалист и му врачија отказ на само 3 години пред пензија. Причината сите добро ја знаеме, смешна и срамна. Почитуваниот доктор го сликаше срамниот надпис во болницата Букуреш за оделот дерматовенерологија, а каде неписмено беше напишана таблата дермавенетерологија и така беше поставена. Заради ова, човек доктор, специјалист доктор, со полн работен век на само 3 години пред пензија, хунтата на власт го остави без работа. Само затоа што им го извади јавно на површина срамот. Имено на најперфиден и шверцерски начин, додека бил на одмор, го префрлиле во болницата Битпазар, а таму му врачиле отказ затоа што наводно не се појавил на работа 3 дена. Без да му се јави некој, без да го повика, без да разговара со него. Почитувани граѓани, ова е односот на Венко Филипчи и Зоран Заев кон квалитетниот кадар. Додека пак, секаде онаму, каде што имаше сомнителни случаеви на починати родилки и такви трагични случаеви кои што јавноста многу добро ги знае, не би сакал сега да ги коментирам, нема ден денес никаков епилог и никаква одговорност, а човек кој што го извади јавно неписменоста и срамот на Министерството за здравство беше експресно избркан во рок од една недела. Почитувани, ова не е изолиран случај. Докторот Гроздановски е само жртва на целиот трул и пропаднат систем во државава. Срамота е ваквиот однос на државата кон своите граѓани кои што го демонстрира Зоран Заев, владата, Венко Филипчи и сите надолу следствено. Венко Филипче барем на момент може да заборави на власта од која што е опијанет и веднаш да му се извини на докторот Гроздановски, ова е апел од мене кон него, и да го врати на работа. Кога веќе го изедоа срамот како влада и како министерство, најмалку што можат е човекот да го вратат на работа и достоинствено да си го заврши работниот век и да отиде во пензија. Граѓаните, а најмалку докторите, за кои што сите велиме дека се наши модерни херои изминатие неколку години, воопшто не заслужуваат ваков однос. Благодарам. Прашања доколку има? Нема? Благодарам.